Почитувани, за денеска имаме две теми. За гордоста и за омразата. Какви се овие гревови? Прво за гордоста. Библијата, како најстара книга и најчитана во светот, вели дека Бог ја мрази гордоста. Потврда за тоа имаме на многу места во неа, но ќе цитирам само еден стих, каде што вели: "Стравот од Господ е омраза кон злото. Јас ја мразам гордоста." Пословици 8 глава 13 стих. А има и таков вид гордост или горделивост, каде што човекот наоѓа задоволство во својот труд и се радува на тоа, и има горделиво чувство. А оној вид на гордост, што произлегува од самоправедност и од некои други побуди, е грев. Бог го мрази таквиот грев, бидејќи е пречка да се дојде до него. Во 10-тиот псалм, 4-тиот стих се зборува за луѓе обземени со самите себе, за личност која го негира Божјото постоење и неговата грижа и контрола врз човештвото. Таму ни се вели вака: Безбожникот, оној кој што не верува во Бог, вели во својата гордост: не, нема истрага, па нема ни Бог. Такво е неговото мислење. Овој вид на замислена гордост е спротивна на духот на понизноста, која е драгоцена пред Бог. Исус, во говорот на гората, го нагласува тој понизен дух како доблест што води во вечно царство. Тој вели: блажени се бедните во дух, зашто е нивно царството небесно. Матеј 5 глава 3 стих. Ваквиот понизен дух му отвара простор на Бог за негов благослов. Тие што се бедни во дух, ја согледуваат својата крајна духовна беда и сиромаштија и немаат друго решение освен да побараат помош од Бог, надевајќи се на неговата милост. А за разлика од таквите луѓе со понизни духови, горделивите се заслепени во својата гордост и мислат дека немаат потреба од Бог како што имаат другите луѓе. Тие што веруваат и понизно му служаат на Бог, ги сметаат за некоја неснаодлива класа на луѓе. Тој менталитет постоел во античкиот свет, а некои од таквите горделивци си припишуваат толку многу, што мислат дека заслужуваат воодушевување од другите. Се замислуваат како Навуходоносор за богови, на кои треба да им се поклонуваат. Насекаде во Библијата се зборува за последиците од таквата гордост. Во Пословици 16 глава се вели: гордоста врви или оди пред гибелта и високоумноста пред паѓањето. Подобро е да се биде кроток со понизните, отколку да се дели плен со горделивите. Овие зборови произлегуваат од устата на Соломон, а знаеме кој беше тој и до кој степен се впушти во потрага по среќа и осмислување на животот преку земните задоволства. Сатаната, Божиот непријател, најверојатно е исфрлен од Божјата присутност токму поради гордоста. Библијата го представува како личност која е арогантна и која во минатото, уште пред да биде создаден светот, сакал да има еднаква власт со Бог. Бог го исфрли од неговата присутност и му одреди вечна казна, пекол. Тие што му прекосаат на Бог не треба да се надеваат на ништо освен на пропаст како сатаната. Во пророкот Исаија 14 глава 22 стих е запишано: ќе станам против нив, горделивиот Вавилон, вели Господ над војските, и ќе му ги сотрам на Вавилон името и остатокот, родот и породот, вели Господ. Зошто? Поради гордоста. Горделивите тешко може да ја признаат својата вина, својот грев,
или да прифатат дека Исус Христос умрел за нивните гревови. Тие во тоа гледаат соблазна и презир, што во никој случај не би се покориле на она што го зборува Библијата. Ако човекот се фали со самиот себе и се замислува за нешто, Бог му порачува на таквиот да не се смета самиот себе дека е некој и нешто, бидејќи тие што се сметаат за некој и нешто, не се ништо повредни и подобри од другите. Дури да бидат и поспособни, немаат право да бидат горделиви и да ги понижуваат другите, кои не се како нив. Бог тоа го мрази и има вечни последици за во пеколот. Зошто е гордоста толку голем грев пред Бог и општо? Тоа е спротивставување на Бог и одземање, ако може така да се каже, на неговата слава која е единствена и вечна, како што зборува Библијата. Бог вели дека неговата слава не ја дава или не ја дели со никого од човечките синови. Гордоста е обожување на самиот себе и вреднување само на она што е негово. Горделивите треба да знаат дека ништо не се постигнува без Бог. Бог дава способност, сила, разум и се што му треба на човекот. Човекот, горделивиот човек, треба тоа да го признае и да живее понизно како што доликува. Кога му даваме слава на Бог, тогаш човекот го прима Божјото достоинство. Затоа, горделив човеку, покај се и тргне горделивоста за да го примиш Божјот благослов, понизноста. Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Тоа беше за гордоста. Колку е опасна, колку е штетна. А сега поука за штетноста од омразата. Овие два гревови се некако невидливи. Омразата може да се крие некако. И затоа да видиме каква е омразата. Од библиска гледна точка има позитивен и негативен аспект на омраза. Секако дека е прифатливо да се мрази тоа што Бог го мрази. Кога го мразите тоа што Бог го мрази, всушност тоа е доказ дека се застапувате за Божјата праведност во вашиот живот. Во 97-иот псалм, 10-тиот стих е запишано вака: Господ ги љуби оние кои го мразат злото. Ете, треба да се мрази, но што? Злото. Навистина, колку повеќе сме во Божја близина и одиме во заедништво со Него, се повеќе ќе бидеме свесни за гревот од внатре и од надвор. Зар не чувствуваме лутење кога Божјото име се навредува и клевети, кога гледаме идолопоклонство и духовно лицемерство, кога гледаме како се велича гревот, а се отфрла честноста? Но колку повеќе го разбираме Божјиот карактер и неговата љубов, толку повеќе ќе го мразиме злото и секое нешто кое се спротивставува на неговиот напишан збор. Меѓутоа, она омраза која е усмерена кон другите е штетно и води кон духовен застој и изобличување. Господ во проповедта на гората вели: А јас ви велам, секој што се гневи против својот брат се изложува на суд. Матеј, 5 глава, 22 стих. Господ сака односите помеѓу браќата да бидат средени и да нема непријателство. И општо. Исус потоа нагласува дека убиството е страшен грев, но грев е и омразата во срцето. Доколку некој е исполнет со омраза кон некого, може последиците да ги сноси и во овој живот, а во колку не, ќе одговара пред Божјиот праведен суд како злотвор. Омразата е грев во Божите очи, за кој апостол Јован вели дека секој што мрази оди во темнина без нималку светлина. Зошто? Бидејќи моќта на темнината му ги заслепила очите. Тоа е запишено во 1 Јованово послание, 2 глава, од 9 до 11 стих. Најлошо е кога човек ќе продолжи да верува во Бог, а останува и понатаму во непријателство кон својот брат
заради омразата. Библијата вели дека таквиот се лаже сами од себе и во него нема светлина. Колку ли верници се во заблуда, мислејќи дека нивната омраза кон луѓето е оправдана. Ако човек не сака да се поправи во тој поглед, не очекувај дека таквиот на друг план е добар верник. Омразата е отров. Да, отров, кој го уништува внатрешниот живот на оној кој е исполнет со неа. Таа создава горчина во умот и срцето и го парализира животот. Затоа Библијата зборува дека треба да се отфрли. Веднаш, давајќи споредба со гневниот Исав, на кого му беше одземено правородството од неговиот брат Јаков. Павле вели, внимавајќи да не му недостасува некому Божјата благодат, за да не изникне некој горчлив корен, и за да не ве вознемери и за да не се онечистат со него мнозина. Омразата го уништува личното сведоштво на христијанинот, бидејќи го прекинува заедништвото со Господ и со другите верници. Да бидеме предпазливи и да не дозволиме омразата да го контролира животот. Но доколку некој западнал во таков грев, Бог во својата милост може да му прости и да го ослободи заробеното срце. Бог дојде да ги спаси грешниците од нивниот грев. Во 1 Јованово послание е запишано: ако ги признаеме своите гревови, гордоста и омразата и други гревови и зависта, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. На Господ Исус Христос нека му е слава во сите векови. Амин.